На овонеделните прелиминарни избори во Висконсин, илегалната имиграција беше водечко прашање за многу гласачи, вклучувајќи го и Скот Линдеман. Имиграција, инфлација, право на живот. Тоа се најголемите три теми за мене. Линдеман претходно гласал за републиканецот Доналд Трамп и вели дека ќе гласа повторно за него. Трамп на собир во Висконсин изјави дека ја подготвува најголемата депортација во американската историја, за да ја исчисти земјата од оние што тој ги смета за опасни луѓе. Тие испраќаат затвореници, убици, дилери на дрога, ментални пациенти и терористи. Сега во нашата земја доаѓа најлошото од секоја земја. Доаѓаат од Конго, Јемен, Сомалија, Сирија, од целиот свет. Доаѓаат, ја менуваат земјата, представуваат закана, ја уништуваат. Неодамнешна анкета на Харвард покажува дека имиграцијата е главното прашање за американските гласачи, при што повеќе од 1/3 од испитаниците го ставаат ова прашање пред економијата, криминалот и здравствената заштита. Председателот Бајден вели дека имигрантите придонесуваат за економијата на САД и не се опасни животни, како што ги нарекува неговиот противник. На првиот ден на функцијата председател, представив сеопфатен план за да го поправиме нашиот систем за имиграција, да обезбедиме границата, да обезбедиме пат до државјанство и за нивните семејства, земјоделските работници и работниците кои што ни помогнаа преку пандемијата. Затоа што, за разлика од Доналд Трамп, знам кои сме ние како американци. Подржувачите на Трамп потсетуваат на неговото ветување од 2016 година за изградба на ѕид на границата со Мексико. А доколку биде реизбран, тој вели дека ќе заврши работата. Ако гласате за мене, ќе обезбедам границата. Ќе ја прекинам инвазијата, ќе ставам крај на масакрите, крвопролевањето, убиствата, ќе ги елиминираме трговците со луѓе. Американскиот апелационен суд минатата недела го спречи Тексас да го имплементира законот кој го криминализира неовластениот влез во државата и им овозможува на судиите од Тексас да наредат депортација на уапсените. Бајден им порача на американските градоначалници дека во Конгресот постои двопартиски план за подобрување на граничната безбедност со вработување повеќе судии за имиграција и службеници за процесирање на барателите на азил, како и за откривање на дрога со помош на висока технологија. Овој предлог закон ќе спаси животи, ќе воведе ред на границата. Ќе има средства што им требаат на многу наши градови. Тоа исто така ми дава како председател можност привремено да ја затворам границата кога бројот на емигранти е надминат, за да ја вратам контролата врз неа. Републиканците во Представничкиот дом се спротивставија на двопартискиот нацрт закон за границата, делумно врз база на преговорите искажани од Трамп. Сенатот исто така не успеа да го стави на гласање овој предлог закон.